Слово 15. За нетлената чистота и целомудрието, кои што смртниците ги постигнуваат со труд и пот. Чистотата е усвојување на бестелесна природа. Чистотата е сосем необично надприродно одрекување на природата и навистина чудесно надпреварување на смртното и минливо тело со бестелесните суштества. Чист е оној човек кој што љубовта ја потиснал со љубов и кој што со невештествен оган го угасил пламенот на сопствените страсти. Целомудрието е сеопшт назив за сите добродетели. Целомудрен е човекот кој што ниту во сон во своето тело нема страстни движења. Целомудрен е човекот кој што за секогаш стекнал совршена нечувствителност за разликите во полот. Мерило и врв на совршената и потполна чистота е во тоа да се има ист однос кон живите суштества и кон неживите предмети, кон луѓето и кон животните. Никој од оние што се научиле на чистота, нека не си ја припишува заслугата себе си, зашто нашата природа не е способна да се победи самата себе си. Каде што природата претрпува пораз, таму се препознава доаѓањето на оној кој е над секоја природа. Надвор од секој спор, помалото отстапува пред поголемото. Почетокот на чистотата е во несогласувањето со нечистите помисли и во истекувањата кои што од време на време се случуваат без какви и да е нечисти слики. Средина на чистотата е кога од обилната храна имаме природни полови пориви, но немаме нечисти фантазии и истекувања. А крајот, тоа е умртвување на телото што доаѓа по умртвувањето на помислите. Навистина е блажен оној човек кој што стекнал целосна равнодушност кон секое тело, боја и убавина. Не е чист оној човек кој што оваа своја глина ја зачувал неизвалкана, туку оној кој што нејзините членови совршено и ги починил на душата. Голем оној човек кој што останува без каква и да е страст при допир на тело, недопрен, надвладувајќи го похотливиот поглед со размислувањето за небесната убавина. Оној што го брка песот на сладострасноста од себе со молитва, личи на човек што се бори со лав. Оној што го побива со против причини, личи на човек кој што својот непријател веќе го натерал во бегство. А човекот кој што веќе наполно ги презрел нападите на тоа куче, станал од гробот, иако уште се наоѓа во овој живот. Ако доказ за вистинска чистота е да се биде без похотливи чувства при нечисти соништа, тогаш секако краен степен на блуде да се има истекување во будна состојба од самите помисли. Кој со телесен труд и пролевајќи пот ја води борбата со овој противник, личи на човек кој што својот непријател го врзал со слаба врвца. Оној што се бори со него со воздржание и бдеење, на оној што непријателот го става во железни окови. А оној кој што со тој противник се бори со смиреноумие, негневливост и жед, личи на човек кој што својот непријател го убил и го сокрил во песок. Втора книга Мојсеева 2.12. Под песок подразбери го смирението. Од него не никнува храна за страстите, тоа е прав и пепел. Еден го совладува својот мачител со подвизи, друг со смирение, а трет со божествено откровение. Првиот е како звездата деница, вториот како полна месечина, а третиот како светло сонце. Но на сите им е заедничко живеењето на небесата. И како што со зората се јавува светлината, а по неа се раѓа сонцето, така и тоа што го кажавме треба да се разбере и види на дело. Лисицата се преправа дека спие, а демонот глуми целомудрие. Само лисицата го прави тоа за да ја излаже птицата, а демонот за да ни ја упропасти душата. Сиот свој живот не верува и на оваа глина и не подпирај се на неа се додека не се сретнеш со Христа. Не сметај за сигурно дека воздржанието ќе те сочува од падот.
Еден кој што воопшто ништо немаше вкусено, падна од небото. Некои мудри луѓе добро го дефинираа само одрекувањето, велејќи дека е тоа непријателство кон телото и борба со стомакот. Почетниците паѓаат во блуд обично заради храната. Средните, освен од истата причина заради која што паѓаат почетниците, паѓаат уште и од гордост. А оние што му се приближуваат на совршенството, паѓаат исклучиво заради осудување на ближниот и од ниедна друга причина. Некои ги сметаат скопените за среќни по природа, како луѓе кои што се избавиле од тиранијата на телото. А јас сметам дека се блажени оние духовни евнуси, кои што секој ден самите себе си се скопат со чистите мисли како со нож. Сум видел луѓе што паднале против својата волја, а сум видел и такви кои што дроговолно сакале да паднат, а не биле во состојба да го сторат тоа. И јас овие вторите ги сметав за понесреќни од оние кои што секој ден паѓаат, бидејќи, иако не способни да грешат, сакаат да ја почувствуваат смрдејата на гревот. Беден е оној што паѓа, победен од него пак е оној кој што и другиот го повлекува со себе, затоа што ќе ја поднесе тежината на гревот и товарот на насладата на другиот човек. Немој ни да помислиш со причини и против причини да го победиш демонот на блудот, зашто тој секогаш може да ти докаже дека е во право, бидејќи по природа се бори со нас. Кој сака да се бори со своето тело или да го победи со своите собствени сили, залудно се мачи. Зашто, ако Господ не го разори домот на телото и ако не го изгради домот на душата, залудно бдее и пости оној што сака да го умртви своето тело. Псалм 126, стих 1 и 2. Признаја пред Господа немоќта на својата природа, наполно свесен за својата неспособност, па неосетно ќе го добиеш дарот на целомудрието. Кај сладострасните луѓе, како што ми раскажуваше еден од нив од свое лично искуство, откако си дојде на себе си, постои чувство на некој неодолив нагон по тела и дух бесрамен и суров, прикриен на дното на срцето, кој што прави човекот што е од него нападнат да чувствува телесна болка во срцето како да се пече во вжарена печка. Дух кој што не се плаши од Бога, кој сеќавањето на страшните маќи не го смета за ништо, се гнаси од молитвата. И тогаш, кога врши грев и пред мртвите тела, тој се однесува како со мртви камења. Тоа е дух кој што човекот, подложен на неговото дејство, го прави како безумен, како надвор од себе си, опиен со вечниот нагон на словесните и безсловесните суштества. И кога деновите на искушувањето не би се скратиле, не би се спасила ни една душа облечена во оваа глина, растворена во крв и нечиста течност. Зошто така? Затоа што се што е создадено ненаситно тежне е кон сродното на себе. Крвта кон крвта, црвот по црвот, глината по глина. Зошто тогаш и телото не би копнеело по тело? Сепак, ние што ја совладуваме природата и копнееме по небесното царство, се обидуваме да го измамиме тој измамник со разни лукавства. Блажени се луѓето што не ја искусиле таа борба. Му се молиме на Бога за навек да не избави од тие искушенија. Зашто оние што се лизнале во споменатата јама се наоѓаат далеку од оние што се качуваат и слегуваат по лествицата. За таков напредок потребно е во најстрог пост да пролеат многу пот. Да погледнеме, може би и нашите духовни непријатели, како што обично бива во овоземните војни, во своето настапување против нас имаат секој своја посебна борбена задача. Една чудна работа што ја забележав кај луѓето што се наоѓаат во искушение. И видов гревови еден од друг потешки, кој има уши нека чуе. Демонот често има обичај,
особено кај подвижниците и кај оние што водат монашки живот, да ја употреби сета своја сила и грижа и лукавство и вештина и препреденост за да не наведе на противприродни гревови, а не на гревови што се во склад со човечката природа. Затоа често живеејќи заедно со жени и не бивајќи ни малку искушувани од похотата или од нечистите помисли, известни луѓе самите себе си одаваат признание, а не знаат кутрите дека нема потреба од мала погибел таму каде што се заканува поголема. Мислам дека овие најнесреќни крвници не упропастуваат нас бедните со противприродни гревови од две причини. Прво, заради тоа што ние самите во себе секаде ја носиме можноста за таков пат. И второ, затоа што таквите гревови навлекуваат на нас поголема казна. За ова стана свесен оној кој што прво водеше диви магариња, а потоа на најтажен начин беше и самиот воден и исмејан од страна на магарињата на пеколот. И оној што се хранеше со небесен леп, потоа беше лишен од оној голем дар. Најчудно е тоа што и по неговото покаяние, нашиот учител Антони, со голема болка рече: голем столб се урна. Но начинот на падот великиот Антони го сокрил. Знаел имено дека постои телесен блуд и без друго тело. Постои во нас некоја смрт и опасност од пат која што ние секогаш во себе ја носиме, особено во младоста. Не се ни осмелив за тоа нешто повеќе да ставам на хартија, зашто раката ми ја запре оној што рече: зашто за она што некои го чинат тајно, срамно и да се зборува. Ефесијаните 5:12. Ај да пишувам и да слушам. Овој мој и немој непријател, но и пријател, телото, Павле го нарече смрт, зашто вели: кој ќе ме избави од телото на оваа смрт? Римјаните 7:24. А еден друг богослов го нарекува страсно, робско и ноќно. Зошто би сакал да знам зошто сите свети луѓе употребуваа за телото такви имиња? Ако е телото смрт, тогаш оној што ќе го победи секако повеќе не умира. Оној што му дава предност на другото се лаже. Христос и умре и воскресна. А оној што му дава предност на првото, со самото тоа ги учи луѓето што умираат, тоест паѓаат, да не се предаваат на очајание. Нашиот нечовечен непријател и застапник на блудот вели дека Бог е човеколюбив и дека оваа страст, како природна, многу лесно ја простува. Но ако ја испитаме мамката на демоните, ќе видиме дека посторениот грев тие Бога го нарекуваат праведен и неумолив судија. Она првото ни го говорат за да не навлечат на грев, а ова второто за да не фрлаат во очајание. Кога тагата и очајанието ќе се вовлечат во нас, ние веќе не сме ни подготвени да му се подадеме на истиот грев. А штом ќе се угаси очајанието, нашиот противник повторно ни укажува на Божјото човеколюбие. Како пречист и безтелесен Господ се весели на недопреноста и чистотата на нашето тело. Демоните, велат некои, на ништо толку не се радуваат како на смрдливиот блуд и од ние на друга страст толку не се веселат како од валкањето на телото. Чистотата е богоусвојување и вподобување на Бога колку што е тоа возможно за човекот. Мајка на природните убавини е земјата, натопена со роса, а мајка на чистотата тихувањето со послушание. Безстрастието на телото стекнато со подвиг на безмолвие заради честото излегување во светот не останува непоколебливо. Безстрастието пак, што доаѓа од послушанието, е секаде сигурно и непоколебливо. Сум видел како гордоста може да биде предизвикувач на смирение и си спомнав за оној кој вели: кој го позна умот Господов? Римјаните 11:34.
Јама и плод на надменоста е падот. А падот често им станува повод за смиреноумие на оние што се склони кон смиреноумието. Кој сака со лакомост и пријадување да го победи демонот на блудот, личи на човек што гаси пожар со масло. Кој се обидува оваа борба да ја стивне со воздржание и со ништо друго освен со воздржание, личи на човек кој што мисли дека на отворено море се спасуваат оние што пливаат со една рака. Спои го воздржанието со смирение, зашто првото без второто не носи никаква полза. Кој забележува дека некоја страст го освојува се повеќе, треба пред се на неа и само на неа да се устреми, особено ако е во прашање вроден непријател. Зашто, ако не се совлада таа страст, нема да имаме никаква полза од победата над останатите. А ако овој мисирец го треснеме по глава, спореди 2 Мојсеева 2.11, секако и ние во длабочината на смирението ќе го видиме Бога. При едно искушение забележав дека овој волк сака да ме прелаже, предизвикувајќи во мојата душа безпричинска радост и солзи и утеха. Во својата неискусност мислев дека се работи за плод, а не за загуба. Ако секој грев кој што човекот го прави, го нема уделот на телото, а оној што блудничи му греши на собственото тело, секако со тоа што при истекувањето се валка и самата природа на телото, што не може да се случи кај ниеден друг грев. Види прво до Коринтијаните 6.18. Се прашувам зошто имаме обичај по повод кој и да е друг грев од кој што човекот бил соборен, да речеме само тој изгреши. А кога ќе чуеме дека некој извршил блуд, со болка велиме тој падна. Рибата бега од јадицата колку што може побрзо. Така бега од тихувањето сластолюбивата душа. Кој сака две лица да ги сврзе со срамна врска, ѓаволот ја испробува и едната и другата страна, па дури потоа почнува да го распалува пламенот на страста. Оние што се склони кон сладострастие, често се сочувствителни и милостиви, способни да плачат со тажните, а и да ласкаат. А оние што внимаваат на чистотата, обично немаат такви особини. Еден мудар човек ми постави страшно прашање, велејќи кој грев, освен убиството и отпадништвото од верата, е потежок од сите? А јас одговорив да се падне во ерес. Па како, вели? Соборната црква ги прима еретиците кога искрено ја анатемисуваат својата ерес и ги огласуваат за достојни за тајната на причестувањето, а оној што извршил блуд, дури откако ќе се исповеда и ќе се откаже од својот грев, црквата го прима со тоа што известно време, според одредбите на апостолските канони, го одлачува од причистите тајни. Кога го слушнав овој одговор, паднав во големо недоумение, па ова тешко прашање остана за мене неразјаснето и нерешено. Треба да испитуваме, да проценуваме и да внимаваме кога она уживање што го чувствуваме при пеењето ни доаѓа од демонот на блудот, а кога од зборовите на духот и од благодатта и силите што се содржани во нив. Не заборавај се, млад човеку. Познавав некои млади луѓе кои што од се срце се молеа за оние што им се драги, поттикнати на тоа од блудот, мислејќи дека одолжуваат долг на споменот и законот на љубовта. Може да дојде до телесно сквернување и од самиот телесен допир. Ништо не е поопасно од ова сетило, тоест од сетилото за допир. Сеќавај се на оној што ја пови својата рака со крајчето на одеждата за да ја пренесе својата престарена мајка, па воздржи се и не допирај се со раката ни до откриените, ни до покриените делови на своето или на туѓо тело. Мислам дека никој не може да се нарече наполно свет, ако претходно не ја претвори оваа кал во светост, доколку таквата преобразба во овој живот е можна.
Кога легнуваме на постела да внимаваме, тогаш нашиот ум, без телото, се судира со демоните. И ако е сластољубив, тој со задоволство станува наш предавник. Сеќавањето на смртта секогаш нека спие и станува со тебе, како и непрестајната Исусова молитва, зашто во сонот ништо друго не може да ти помогне како тие. Некои мислат дека до оваа борба и до истекување доаѓа единствено од храната. Но јас сум видел луѓе што беа тешко болни и најстрого постеа, а често беа валкани со истекување. Во една пригода го праша еден од многу искусните и паметни монаси да ми каже нешто за тоа. Тој славен подвижник ми одговори сосема јасно. Истекувањата во сон можат да настанат од земање преголеми количества храна и од претерано одморање. Може да настанат и заради гордоста, кога ќе се вообразиме затоа што подолго време сме немали истекување. Најпосле, тие можат да бидат и последица на осудувањето на ближните. Од овие две последни причини, вели, истекувањата можат да имаат и болните, а предпоставувам и од сите три причини. А оној што ќе дојде до заклучок дека кај него не е во прашање ни една од споменатите причини, тој е блажен трудбеник на безстрастието, зашто само од пакоста на демоните трпи такво нешто од време на време, кога Бог ќе допушти за со помош на една безгрешна незгода да стекне најголемо смирение. Не би требало никој во текот на денот да фантазира за она што го сонувал. И тоа е план на демоните. Со она што сме го сонувале, да не валкаат во будна состојба. Да слушнеме нешто и за едно друго лукавство на нашите непријатели. Храната, штетна за нашето тело, предизвикува во нас болест дури по известно време или ден подоцна. Многу често така бива и со причините што ја валкаат душата. Сум видел луѓе што се насладуваат, но не се веднаш напаѓани. А сум видел и луѓе кои што заедно со жени јадеа и со жени стоеја, без каква и да е нечиста помисла во однос на нив. Но кога малку се подослободија и станаа самоуверени, помислувајќи дека веќе имаат мир и сигурност, ненадејно ги снајде несреќа во нивната собствена ќелија. А каква несреќа на човек може да му се случи телесно или душевно кога е наполно сам, знае оној што го искусил тоа. Кој не го искусил, не треба ни да знае. Во тоа време можат добро да ни послужат кострет, пепел, сеноќно бдеење, глад и жет што го пали јазикот, гасена само со понекоја капка вода, посетување на гробови, а пред се смирението на срцето и, ако е можно, отецот или добар и разумен брат, кои што би биле во состојба да ни помогнат. Би сметал за чудо некој наполно сам да го спаси својот брод среде тоа бурно море. Еден ист грев заслужува стократно потешка осуда кога ќе го изврши една личност, одошто кога ќе го изврши друга, што зависи од околностите, од местото, духовниот степен на кој што се наоѓа човекот, како и од многу други фактори. Некој ми раскажуваше за необична и највозвишена чистота. Еден човек, вели, здогледа една многу убава жена и од сета душа го прослави Создателот заради неа. Беше доволен само еден поглед на неа за тој човек, обземен од љубовта Божја, да пролеја река од солзи. И беше чудесно да се види како на тој човек венец на небесна слава му донесува токму она кое што друг би го турнало во пропаст. Ако таквиот човек го доживува истото чувство и исто така се однесува во сите такви случаи, тогаш воскреснал од мртвите како нераспадлив уште пред сеопштото воскресение. За истото мерило треба да се придржуваме и во поглед на музиката и пеењето. Без оглед дали слушаат светски или духовни песни,
Боголюбивите луѓе се исполнуваат со ведрина и љубов и се гушат во солзи. Кај сластолюбивите е обратно. Како што веќе рековме, некои луѓе демоните многу повеќе ги напаѓаат на пусти места. Не е ни чудо. Демоните најчесто престојуваат таму. Зашто Господ, заради нашето спасение, ги протера во пустините и во бездните. Демоните на блудот страшно го напаѓаат тихувателот, за од пустината да го протераат во светот, убедувајќи го дека животот во пустината не му бил ни малку од полза. А кога се наоѓаме во светот, демоните не напуштаат, за да стекнеме уверување дека надвор од пустината нема да не напаѓаат и со тоа уверение да останеме со милијаните. Кај не напаѓа непријателот, таму без сомнение и ние жестоко се бориме. Оној меѓу нас што не е напаѓан, се јавува и самиот како пријател на непријателот. Раката Господова не чува кога во светот се наоѓаме заради некоја потреба, може би често и по молитвите на Духовниот Отец, заради нас да не се хули на Господа. Понекогаш тоа е заради нашата нечувствителност или заради тоа што претходно веќе многу сме искусиле и сме се заситиле од она што го гледаме и го слушаме, или затоа што демоните намерно си одат од нас, оставајќи ни го демонот на гордоста, кој што самиот ги заменува сите други демони. Сите вие што сакате да се научите на чистота, слушнете за уште едно лукавство и препреденост на нашиот измамник и чувајте се. Ми раскажуваше еден, кој што бил во тоа искушение, дека демонот на телото често го прикрива своето присуство во човекот, побудувајќи крајна побожност во монахот, правејќи во него можеби и река од солзи, додека седи или разговара со жени, наговорувајќи го да ги учи на сеќавање на смртта и на судот и да им говори за целомудрието, за тие кутрите, заведени од неговите зборови од привидната побожност, на волкот да му притекнуваат како на пастир. А тој, уште покутар, ослободувајќи се во дружењето со жените, на крајот паѓа со нив. Да бегаме за да не го гледаме и да не слушаме за плодот за кој што ветивме, нема да го вкусиме. Зашто се чудам како би можело да се сметаме себе си за посилни од пророкот Давид. Тоа е невозможно. Славата за чистотата е толку возвишена и голема, што некои отци се осмелија да ја наречат безстрастие. Некои велат дека е невозможно да се наречеме чисти, откако веќе еднаш сме скусиле телесен грев. А јас, побивајќи го тоа мислење, реков дека за оној кој што само сака, возможно е и дивата маслинка да ја претвори во питома. И да му беа клучевите на Царството Небесно доверени на девственик по тело, може би ова мислење и ќе беше исправно. Но неговите поборници нека ги посрами оној што имал тешта, а станал чист и ги понел клучевите на Царството. Змијата на сладострастието се јавува во многу видови. Неискусните ги наведува само еднаш да ја пробаат, па да прекинат. А оние кои што веќе тоа го вкусиле, тој бедник ги наведува да се сеќаваат на својот грев, засеќавајќи се повторно да паднат во него. Многумина меѓу првите остануваат мирни благодарение на своето незнаење, а меѓу вторите многумина трпат вознемирување и борба затоа што вкусиле од оваа гадост. Впрочем, се случува и спротивното. Доколку се разбудиме чисти и мирни, да знаеме дека се работи за тајното дејство на светите ангели, особено ако сме заспале со голема молитва и трезвено умие. А понекогаш стануваме немирни по нечисти соништа. Го видов безбожникот како се прави важен и голем, кој трепери и бесне против мене, како Кедар Ливански, и минав покрај него со воздржание. И гледај, неговата јарост ја немаше, како порано. И го побарав откако ги смирив своите мисли, и не се најде место за него во мене, ниту трага. Спореди Псалм 36,
стихови 35 и 36. Оној што го победил телото, ја победил природата. А кој ја победил природата, станал без сомнение надприроден. Таквиот човек е само нешто малку, да не речам ни малку помало од ангелите, спореди Псалм 8, стих 6. Не е чудно кога бестелесниот се бори со бестелесен. Чудо е меѓутоа вистинско чудо, што едно телесно суштество во борба со телото како со свој подмолен непријател ги победува всушност бестелесните непријатели. Благиот Господ и во тоа ја покажува својата голема грижа за нас, што безсрамноста на женскиот пол ја зауздува со срамот како со некоја узда. Зашто кога жените сами би им пристапувале на мажите, ниеден човек не би се спасил. Според објаснувањето на мудрите отци, треба да се разликуваат пристапувањето, така наречен прилог, соединувањето, согласноста, поробувањето, борбата и така наречена страст во душата. Блажените отци пристапувањето го одредуваат како прост збор или слика на нешто кое што се јавува и се внесува во срцето. Соединувањето е разговор со она што се јавило, без оглед дали страстно или бестрастно. Согласувањето е согласност на душата со она што се јавило, соединета со уживање. Поробувањето е насилно и неволно заведување на срцето или трајно општење со предметот, што го разорува нашето добро душевно здравје. Борбата тие ја одредуваат како рамнотежа на силите меѓу оној што напаѓа и оној што се брани, каде што последниот победува или бива победен исклучиво по своја волја. Страст се нарекува порокот кој што подолго време страстно се вгнездил во душата и кој преку навиката станал неизино природно својство, така што душата веќе сама сакајќи ита кон него. Од сето тоа, првото е безгрешно. Второто не сосем. Третото, веќе според степенот во кој што се наоѓа подвижникот. Борбата е прилична за победнички венци или за осуда. А поробувањето поинаку се цени ако е за време на молитвата, а поинаку во некое друго време, поинаку кон беззначајни нешта, а поинаку во однос на злите мисли. Кај сите луѓе страста подлежи или на идно покаяние или на идна мака. Според тоа, оној што кон пристапувањето се однесува без страсти, со еден удар ги отсекува и другите што следат. Најостроумните опитни отци забележаа уште една мисла, посуптилна од оние за кои што говоревме сега. Некои ја нарекуваат препад на умот, зашто без трајање и без збор или слика моментално предизвикува страст во подвижникот. Меѓу духовите што го искушуваат телото, нема ниеден толку брз, толку пргав и подмолен како што е овој. Имено тој во една ситна представа, без задржување, без трајање и без збор, а кај некој дури и без да се свесни, се јавува во душата. Кој значи успеал со плач да постигне таква истенченост на разумот, може да не научи како душата страстно блудничи само со окото или со простиот поглед и со допирот на рака и слушајќи мелодија, без каква и да е мисла или помисла. Некои велат дека страста го обзема телото благодарение на помислите на срцето. А некои, напротив, тврдат дека телесните чувства раѓаат нечисти мисли. Првите уште велат, кога умот не би водел, ни телото не би одело по него. А вторите во своја одбрана го наведуваат злото дејство на телесните страсти, говорејќи често валкани мисли влегуваат во срцето преку нежен поглед или допир на рака, или преку пријатен мирис или слушање на пријатен глас. Кој е способен во Господа, нека не научи да го решиме ова прашање. Зашто сето тоа им е потребно и корисно на оние што водат подвижнички живот во познание.
Таквото објаснување воопшто не им е потребно на трудбеници кои што животот го поминуваат во простотата на срцето. Ниту е за секого знаењето, ниту е за секого блажената едноставност. Тој оклоп кој што човекот го штити од сите искушенија на злите духови. Некои страсти од душата преминуваат на телото, а други одат по спротивниот пат. Второто им се случува на луѓето што живеат во светот, а првото станува со тие што се наоѓаат во монаштво, бидејќи немаат можност за друго. Што се однесува до мене, јас за тоа би го рекол следното. Ќе бараш мудрост кај развратниот и нема да ја најдеш. Спореди Изреки 14:6. По долга борба, најпосле изгонет од нашето срце, претолчен од камењата на постот и од мечот на смирението, бедниот демон, другарот на нашето глинено тело, како некој црв кој што се вовлекол во него, настојува да не извалка дразнејќи не со неочекувани и незгодни движења. На тоа се најподложни луѓето што му се покоруваат на демонот на славолюбието, зашто тие се исполнуваат со суета кога ќе забележат дека во нивното срце нема веќе блудни мисли. А дека тоа што го велиме не е невистина, можат и самите да се уверат ако внимателно се испитаат себе си, откако веќе ќе постигнат извесен степен на тихување. Неизоставно во длабочината на своето срце ќе пронајдат една помисла која што во него се крие како змија во ѓубре, а која им ја нашепнува чистотата на срцето, постигната во известна мера, да им ја припишат на нивниот труд и ревност, а и да не помислат кутрите на зборовите што имаш што не си примил. Спореди прво послание до Коринтијаните 4:7. Било од Бога, било со помош на други и луѓе и по нивните молитви. Затоа нека обрнат внимание на себе и со сите сили нека се потрудат со големо смиреноумие да ја умртват и да ја исфрлат од своето срце споменатата змија, за ослободени од неа и тие да можат еднаш да ги слечат од себе кожните облеки. Спореди прва книга Мојсеева 3:21. И да му ја запеат на Господа победничката химна на чистотата, како што во една пригода направија едни, тоест ерусалимските, невини деца. Дури откако ќе ја слечат од себе облеката на злото, ќе се покаже сета простодушност и смиреност на нивната природа. Овој демон, многу повеќе од другите, внимава на моментите кога не сме во состојба да го натераме своето тело да се моли против него. Тогаш тој злосторник најмногу и се обидува да ни наметне борба. На оние кои што се уште не стекнале вистинска молитва на срцето, им одговара подвигот на телесната молитва, тоест да ги рашират рацете, да се бијат в гради, да упатуваат умилни погледи кон небото, длабоки, воздишки, да паѓаат на колена често. Сето тоа, меѓутоа, тие честопати не можат да го прават во присуство на други луѓе. Затоа демоните се обидуваат да ги нападнат токму тогаш. А тие со оглед дека неспособни да им се протистават со силата на умот и со невидливата сила на молитвата, им подлегнуваат можеби и против своја волја на своите напаѓачи. Во тие случаи, ако можеш, веднаш оддалечи се на некое скришно место и ако е возможно погледни горе со окото на душата. Ако не, тогаш погледни кон небото макар и со телесните очи, држејќи ги неподвижно рацете во облик на крст, за со тој знак да го посрамиш и победиш тој Амалик, спореди втора книга Мојсеева 17:11. Повикај кон силниот да те спаси, и тоа не со одбрани зборови, туку со смирено шепотење, почнувајќи најпрво помилуј ме, немоќен сум. Спореди Псалм 6:3. Тогаш од свој опит ќе почувствуваш силата на Вишниот и со своето повикување кон невидливиот
на невидлив начин ќе ги изгониш невидливите непријатели. Човекот што навикнал така да се бори, брзо ќе почне и со самата мисла да ги изгонува од себе своите непријатели. Зашто со овој вториот дар, Бог ги наградува подвижниците заради нивниот прв подвиг. И право е така. Наоѓајќи се на едно молитвено собрание, забележав дека еден чесен брат го спопаднаа нечисти помисли. Бидејќи не најде место за сокриена молитва, тој отиде во нужникот како божен за природна нужда и таму усрдно му се помоли на Бога против напаѓачот. И кога јас му замерив заради непристојното место на кое што се молеше, тој ми одговори: за изгонување на нечистите помисли јас се помолив на нечисто место, за да се исчистам од нечистотијата. Сите демони се трудат да го помрачат умот, за потоа да можат во нашата душа да уфрлат што сакаат. Зашто, ако умот не ги затвори очите, ризницата не може да биде ограбена. А демонот на блудот го прави тоа многу повеќе од останатите. Заробувајќи го умот како основна човекова способност, тој често не наведува и наговора и во присуство на другите да го правиме она што го прават само луѓе што не се при чиста свест. И кога по извесно време умот ќе се отрезни, ние заради своите безчестни дела и зборови се срамиме не само од оние што не гледале, туку и од самите себе си, ужаснувајќи се над своето претходно слепило. Заради ова некои, размислувајќи за тоа, често и престануваа да прават такви работи. Бегај од овој напаѓач кога по извршувањето на такво лошо дело те спречува да се молиш, да пројавуваш побожност и да бдееш. Сети се на оној што рекол: затоа што душата ми страда мачена од гревот како од некој тиранин, ќе им се одмаздам на непријателите неизини. Спореди Лука 18:5. Кој го победил телото? Оној што го смирил срцето. А кој го смирил срцето? Оној што се одрекол од себе си. Зашто, како да не биде потиштен човекот во кој умрела неговата собствена волја? Меѓу страстните луѓе еден е пострастен од друг. Има и многумина такви кои што дури и своите нечистоти ги исповедаат со сладострасност и уживање. Нечистите и срамни мисли во срцето обично се раѓаат од измамникот на срцето, од демонот на блудот. Нив ги лечи воздржанието и совршеното самоунижување. На кој начин и со помош на кое средство да го врзам овој свој непријател, тоест телото, и како да му судам по углед на останатите страсти, јас не знам. Пред да го врзам, тоа се одврзува. И уште не сум почнал да му судам, се измирувам со него. И пред да започнам да го мачам, се сожалувам на него. Како да го мразам она што по природа го сакам, и како да се избавам од она со што сум врзан за навек, како да го убијам, она што со мене треба да воскресне, како да го направам непропадливо, она што добило пропадлива природа. Каква причина да му наведам на оној што може да ми возврати со толку бројните природни причини? Ако го врзам со пост, штом ќе го осудам ближниот, јас повторно му се предавам. Ако го победам на тој начин што сум престанал да осудувам, кога ќе се погордам во срцето, тоа повторно ме соборува. Тоа ми е и соработник и противник, и помошник, и соперник, и чувар, и предавник. Кога го мазнам, тоа ме напаѓа. Ако го исцрпувам, малаксува. Ако го одморам, се разуздува. Ако го притегнам, не поднесува. Ако го угнетувам, и самиот се изложувам на опасност. Ако го упропастам, немам со кого да стекнувам добродетели. Од него се гнасам и него го прегрнувам. Каква тајна е ова со мене? Каква е смислата на ова моje устројство? Како тоа јас сами од себе си станав и непријател и пријател? Кажи ми,
Кажи моја сопатничке, природо моја, никого друг нема да прашам за она што е поврзано со тебе. Како да ја избегнам природната опасност, кога му ветив на Христа дека ќе војувам со тебе? Како да ја победам твојата тиранија, кога доброволно решив со сила да те совладам? А телото, одговарајќи на својата душа, рече: нема да ти речам ништо што ти и самиот не го знаеш, туку само она што го знаеме обајцата. Мојот мил татко е самолюбието. Причината за надворешното распалување лежи во негувањето на телото и воопшто во одморањето, а причината за внатрешните страстни чувства се наоѓа во поранешното одморање и споменот на извршените сладострасни дела. Зачната раѓам гревови. Родени, тие од своја страна преку отчајанието ја раѓаат смртта. Ако ја запознаеш мојата и твојата очигледна и длабока немоќ, си ми ги врзал рацете. Ако го мачиш своето грло со пост, си ми ги врзал и нозете, па не можам да чекорам. Ако на сето тоа му го додадеш и послушанието, си се ослободил од мене. Ако стекнеш смирение, си ми ја одсекол главата. 15-та победа. Оној што е во тело, а ја стекнал, умрел и воскреснал и веќе ја насетил идната бесмртност.